Народно движење за Македонија во функција на еднаков третман на сите политички партии на предстојните избори, денеска до Уставниот суд поднесе иницијатива за оспорување на неколку одредби од изборниот законник, бидејќи сметаме дека овие одредби не се во согласност со Уставот. Поточно со оспорените одредби се предвидува радиодифузерите за време на изборната кампања на 1 час емитувана програма да може да емитуваат 18 минути политичко рекламирање на партиите. И сега од тие 18 минути во закон е запишано дека 8 минути припаѓаат на власта, ВМРО-ДПМН, 8 минути на опозицијата СДСМ, 1 минута за партиите во собранието кои што немаат претеничка група и замислете само 1 минута за сите останати партии. Може би поинтересна е ситуацијата и кај јавниот радиодифузен сервис, односно Македонската телевизија и Македонското радио, каде е предвидено дека од вкупната програма 30% МТВ ќе емитува дневни вести од земјата и странство, 30% ќе отстапи на партијата на власт, ВМРО-ДПМН, 30% од програмата на опозицијата СДСМ и само 10% за сите останати партии учеснички на изборите. Овие одредби се длабоко дискриминирачки и го повредуваат уставното начело за еднаквост и рамноправност на сите партии, бидејќи партиите се еднакви и рамноправни според уставот и тоа својство тие го стигнуваат во моментот на регистрацијата во надлежниот регистарски суд. Од тој момент кога ќе бидат запишани во регистарот на политичката сцена, сите партии се рамноправни помеѓу себе и овие одредби не може да се заснуваат на неуставни категории, неуставни поими, како што се вели во законот: големи партии, помали партии, опозицијски партии, владеачки партии, партии кои што имаат претеничка група, партии кои што немаат претеничка група. Овие термини ги нема во уставот и како што кажав, во моментот на регистрацијата сите партии на политичката сцена се еднакви. Посебно користам приликата да истакнам дека она што го слушаме денови од Никола Груевски и Зоран Заев, дека сакаат фер и рамноправни избори и еднаков пристап на сите партии, тоа е една голема измама за граѓаните, бидејќи без разлика што гледаме дека на овие двајца лидери, Никола Груевски и Зоран Заев, устите им се полни со демократија, во задна го прават токму спротивното. Си напишаа изборен законник во кој што предвидува дека политичкото рекламирање ќе има само за ВМРО-ДПМН и СДСМ на радиодифузерите. Од тука значи овие двајца лидери ја сакаат, Груевски и Заев ја сакаат демократијата само за ВМРО-ДПМН и за СДСМ. Ние се надеваме дека со оваа иницијатива Уставниот суд ќе биде на висината на задачата, ќе ги укине овие одредби и ќе обезбеди фер настап и еднаков третман на сите партии, бидејќи ова е уставно уредено прашање. А од друга страна апелираме до Груевски и Заев доколку сакаат навистина и реално фер и демократски избори, нека обезбедат еднаков пристап на сите партии пред медиумите, граѓаните да ги слушнат програмите на сите политички партии и на тој начин да го дадат гласот за онаа политичка опција за која сметат дека најмногу ги влегува, ќе ги задоволи нивните интереси. И од тука значи ги повикувам нека направат измени на изборниот законник и фактички ова иницијатива до Уставниот суд ќе стане безпредметна. Благодарам. Прифатлив ли е за вас датумот за избори? Па веќе дали е прифатлив или не е прифатливо, јасно е дека избори ќе има. Дали ќе бидат во април или во јуни, бидејќи веќе, како што знаеме, парламентот донесе одлука за распуштање со одложено дејствување. Тоа е фактички еден трик, еден маневарски простор кој што го изведува владеачките партии со цел да ја бетонираат границата за одржување на изборите. Така да доколку се прифатат овие забелешки сега што ние ги нудиме денеска, доколку се обезбеди еднаков третман на сите партии на изборите, еднаков пред медиумите, бидејќи тоа е најважното, најбитното прашање, ние во секој време може да излеземе на изборите. Доколку не се прочисти избирачкиот список, ќе излезете на избори? Како што кажав, за нас е најбитно прашањето поврзано со медиумите. А околу избирачкиот список исто така веќе има некои индиции дека има голем број на граѓани кои што се запишани, кои што фактички реално не гласаат во јавност и не треба тука многу големи мислења, само ако се земе предвид дека е незамисливо во Македонија на некаде 2 милиони жители да има 1.800.000 запишани гласачи, али тоа што охрабрува деновиве, тоа што имат цврста волја тој избирачки список да се прочисти, јас верувам дека ќе се прочисти.